Да, тоа беше пресконференцијата на премиерот Мицковски, председателот на Европскиот совет, бидејќи подолго зборувавме пред пресод. Морам да кажам дека на почетокот него слушнавме обраќањето на премиерот, за подоцна се вклучиме. Меѓутоа ставот е, претпоставам, тој што го кажа и денес околу гаранциите, и тоа беа прашањата што беа упатени до првиот човек на Европскиот совет. Мислам дека не даде некој конкретен одговор. Еве, Глетановски. Па човекот каже јасно и гласно, испорачете го тоа што го баравме пред 2 години од францускиот предлог, а ние не сме мрднале, што значи дека кажа дека у петок ќе им кажат на владината делегација што треба понатаму да прават, дека ќе им стане јасно. И кажа дека тоа е единствен услов. На самитот ЕУ Западен Балкан отиват, со тоа зборуваме, дека ќе им стане појасно од европските лидери што треба да направиме, пошто некако сме изгубени од целиот пат, и се надевам исто лично дека нема да бараат отстапки од тоа што го бара во пред 2 години. Добро, Мишевец, како ги ја претолкувате изјавата? Типичен европски бюрократ кој беше резервиран, морам да кажам. Кој зборува и се обраќа во зависност од тоа каде се наоѓа во моментот. И не ме зачудува. Она што ме зачудува е што господинот Кошта вели дека тоа е единствената работа и нема ништо повеќе од тоа, а дури во среде Софија, минатата година, мисля, че дека беше тоа, на средба со бугарското раководство кажа дека на Македонија веројатно ќе треба да и се пружат одредени гаранции. Тоа доаѓа од устата на Кошта. Добро, но ние примерно го сакаме само изјавите, можеби нешто и зад вратата се подготвува. Сега тоа не можеме да знаеме. Тоа зад вратата не знам. Не знам. Јас можам да коментирам тоа што го слушнав. Да, говорите. За тоа зборувам. Затоа реков, зборува тоа што сака да го каже и очекува да го каже во земјата во која што се наоѓа. Денеска со оваа изјава година дена повтор пат после година дена. Така доаѓа. Не ја спомна неговата изјава во Софија, дека на раководството во Софија им предочи дека Македонија треба да и се дадат некакви гаранции. Тоа зборува за него. И за европските вредности кои тој наводно ги застапува. Тоа е едната работа. Второ, дека работиве дека секогаш навистина постои нешто зад. Ке ве потсетам, имаше едно заедничко писмо на албанскиот премиер Рама и српскиот председател Вучич. Каде што беше предвидено ова што Мерц сега практично се залага. Тоа значи дека тие имале одредени информации и пред тоа, и дека не е тоа некаква тајна, не знам дали нашите имале, но ако немале е сериозен гаф на македонската дипломатија, такви работи мора да се знаат. Какви се размислувањата во Брисел? Второ, не ме зачудува, јас навистина не успеавме да ја слушнеме изјавата на Мицковски, но не очекувам дека била поразлична од тоа што го кажа денеска. И мислам дека тоа е совршено исправен став и дека тој став ќе биде и пренесен и повторен и во Тиват. Еве, Боже здравје, тоа не е далеку. Ќе видиме за 10 дена. Да, таму треба нели Мерц да го соопшти предлогот околу, кажа Мицковски пред некој ден, дека се љубопитни. Нема да го соопшти таму, зашто тој став директно ќе не стае во изолација бетер од што сме сега и само ќе не лепи до српскиот и рускиот свет и ќе останеме последна алка на мока. Мислите дека не е сериозен Мерц кога го дал предлогот за постепената интеграција, бидејќи таму имаше предлог за Украина придружно членство, а Западен Балкан со постепената интеграција? Мислам дека е утешна опција што не може да се или ќе влеземе како што е подпишано со францускиот договор или ќе останеме позади Босна, Херцеговина и Косово. Да. Инак утре ќе се знае извештот за Македонија од Европскиот парламент, ќе видиме и кои од амандманите ќе се прифатат. Еден од амандманите беше на известувачот Вајц да се обратат до Европскиот совет во однос на вториот протокол кој што ги предвидува токму тие идентитетски прашања, па веројатно и работите ќе бидат појасни. Ништо нема да се смени. Апсолутно ништо не може да се смени, бидејќи позицијата на Република Бугарија е практично забетонирана. Таа нема да сака да пружи оставки. Луѓе, Бугарија го прекрши договорот за добрососедски односи и соработка со Република Македонија. Таа го прекрши договорот. Во тој договор таа се обврза дека нема да го блокира европскиот пат на Македонија. Зашто збориме? Со кого збориме ние? Што е решението според вас беше да ја напуштиме преговарачката рамка, да во тој договор? Не дај Боже. Па не, прашувам сега. Не дај Боже или дај Боже.
најлесно е да ја Или ќе свиткате. чекаме подобри времени. Најлесно е да ја свиткате кичмата, да кажете не можеме ништо поинаку да направиме, дајте и да си Што отидеме. да ја свиткаме кичмата? Па прифаќајќи го ова. Валјда имаме ние комисии влада што може да преговара чекор по чекор и да Па види дали имавме е и во во ред и времето на дали има Заев. отстапки. Па имавме и во времето на Заев влада и Добро, да свиткаме што? кичмата, така? Ма еве го францускиот договор е истиот. Ние не успеавме у собрание да го поминат пратениците. Сега валјда имаме комисии у владата на ВМРО што ќе видат дали чекор по чекор се спроведува тоа што е напишано. Ако не бараат промена на јазик, учебници, идентитет, да тераат, ако не, нека не Добро, тераат. нели тоа беше заложбата потреба на од драми вакви да- Вајц Не, има да многу потреба од одлучи нешто друго. Од сваќање дека не можете да очекувате помош од оние кои не ви мислат добро. Треба сами да си запнете и оваа држава да почнете да ја градите на вистинските темели. Тоа се тие реформи за Ние кои да ја збориме. градиме сами. Тоа од прилика значи да преведам. Со 700 дека денара, од утре треба да почне со реформата на образованието. Овој народ мора да се образува на најквалитетен можен начин во оваа време. Па на вчера- Мора да се стендбај, обезбеди. стендбај да биде ставен тој А процес. зашто па да нема да исчезнеме како држава ако во овој момент кажеме ние во овој момент не сме подготвени под овие услови да бидеме дел од тоа? И изолација. И што е проблем? Каква изолација? Па, кој што сме биле, така. Кога сме биле? Па еве, сега сме у изолација. Сега сме во изолација. Ама не ги следите работиве. Не ги следите работиве. Немојте така. Немојте. Денеска претседателката, на пример, ево Словачка. Нешто слабо сте вие со тие такви. Бичеваc, а не верувате во европските- Немојте со такви паушални оценки. председателка за За Гордана За Свијановска. Гордана Свијановска. Она видовме од Охрид не дојде, затоа не ја коментираме. Добро, добро. Немајте, остете. Со тие Не морате виде. Јас си кажам за изолацијата. Дали Вашиот став кон неа не е проблем. Дали сепак имате очекувања дека еве ова со Вајц ќе успее, па Европскиот совет ќе може да се изјасни околу протоколот, бидејќи основното кредо на Европската унија е дека преговори се прават врз основа на копенхашките критериуми. Предпоставувам, бидејќи во изминатиот период околу овие ситуации, војната на Блискиот исток и така натаму, токму Европската унија се повикуваше на меѓународното право, па еве ќе испочитуваат Кој копенхашки критериум? дека вториот протокол не би Кој требало на пример да копенхашки биде дел критериум од бара промена на името на вашата држава? Кој е тој критериум? Постои ли негде запишено такво нешто? Не се говорам за Ама оваа и јас ситуација. говорам за нешто. Вие Значи цело не е време само се копенхашки враќате критериуми, само тоа во сакам да ви го името, сега кажам. прашува за момент. Не, јас ви кажам, не е само копенхашки критериуми, очигледно. Кога станува збор за Република Македонија, не се само копенхашките критериуми, луѓе. Дај, немојте Добро, да не, запарате јасно ни е очи. нас дека И не се Грција, само, и меѓутоа- Бугарија, утре тоа може да биде и ќе биде Албанија, Грција е решена. верувам. А тоа ќе го искористи кој? Србија. Србија, бидејќи Или Србија ни се браќа. Не. Па не разбирате. Природно е, кога сте нападнати од повеќе страни, да барате сојузници. Природно е, Гретановски. Србија е многу далеко од Европска унија. Така Се не водите вие гајле на Србија. Не гледам ја уни. Ама што ја водите гајле на Србија? Сега збориме за нешто Не, за друго. опасност зборам. Не, гледам јас за уни- друго зборам. Јас затоа реков, ќе не бутнат во Може би за Албанија сте во право, меѓутоа не верувам. Добро, окей, но ќе велам дека во таа ситуација природно ќе си барате сојузник во кого? Во Србија. А какви се интенциите на Чекате, Србија и Бичеваc, Србите? Македонија нели има повеќе стратешки партнерства изминатиот период од Велика Британија, последно сега со Хрватска, имаме со Унгарија, го слушнавме и Петар Маѓар кажа дека Западен Балкан треба да е тој што треба да оди пред Ние Украина, ги апропо штитиме предлогот на Мерц, интересите па не на- знам, И? претпоставувам дека имаме никакви пријатели, имаме некаква затоа поддршка, велам, не можеме да- не е доволно бидејќи во Унијата, за жал, се уште се одлучува со консензус. Така е, затоа збориме. Добрата работа во иницијативата на Мерц е можноста за некои работи од надворешната политика да се одлучува без Тоа е Значи тоа е најдобро. сепак И одлично. И тоа е таа надеж брека. која Затоа, што ма, да дали треба. ќе Не велам јас дека не. Јас само Дали велам ќе дека не успее? смееме да брзаме повеќе никогаш. Не, окей. Можеме и да причекаме, да Затоа- истрпиме како затоа- држава и како народ одреден временски период за да работите да си дојдат на свое место. Да. Тоа викам јас. Паметам пред некоја година кога се случи уставните измени, пред мене во емисија беше господинот Владен Милчин, тогаш кажа и без да го сменев името ќе влезевме во НАТО. Нешто Така слично е, мислам така кажа е, и тоа Ципрас. нема Тоа Ципрас- Можеби тој да. Нема таква опција, не постои. Не е точно, тоа Ципрас го потврди, како не постоело. Поред, Ципрас поред. потврди. Ние испуштивме шанса историска. Да, 92 да го промениме името, така? Па добро, тоа е сек. Видете, Кога е? лесно
се договарате и разговарате со оние кои мислат дека Тоа се приказни за популизам, си тоа се. дозволуваат да помислат дека треба да го смените името на државата. Добро, И завршена работа. значи во моментот во државава, ако можам да заклучам, власт и опозицијата се на две спротивставени позиции околу тоа како да дојдеме до нашата цел да влеземе во Европска унија, која што едните и другите велат ја посакуваат. Предпоставувам дека токму ова поделба, односно ова многу значајно прашање, нас не води кон предвремени избори. Барем така изгледа че корите што ги превземат партиите. СДСМ лидерот Филипче пред некој ден најави дека се формира фронт за слобода и правда. Значи вие не правите фронтови сега само заради ситуацијава, едноставно значи некој се подготвува за некакви следни чекори. Предпоставувам дека еден од тие чекори би били предвремени избори, за кои што за волја на вистината изминатиот период сите кажаа дека се подготвени во секое време. Дуи ги радикализираше своите позиции и дел преку да кажам протестите за правосудниот испит, ги гледаме кои се стебовите и на вреди. Нејавено се дека ќе има и реконструкција, во втората половина ќе разговарат партнерите како што кажа денеска премиерот. Реално што очекувате, дали ние се движиме во ситуација на пролет, има да речеме предвремени. Мој личен став или да, на ваш личен партијата? став или како сакате, седно, сепак сте вие тука во својство на член на СДСМ, но и вашиот личен став. Според мене избори не требаат, најмалце требаат сега предвремени избори. Факт е дека ќе има избори, кој што имам информации, договорени се избори, јануар ќе има техничка влада. Договорени меѓу кого? Па меѓу ВМРО и ДУИ мислам дека се договорени. Влен више го гледа А СДСМ не е прешена? Па мислам дека претходно се договорени ВМРО и ДУИ, СДСМ знае дека ќе имаат избори и нормално е секоја партија да се спрема за избори. Мој личен став е дека не треба да има предвремени избори, но ако дојде време, ќе се оди на избори. Тоа што го прави ДУИ со радикализирање на прашањето за правосудниот е за мене чист популизам и припрема за терен за предвремени избори. Не го оправдам тоа што го прави. И мислам дека они се најспремни за избори. Поспремни се од Влен многу според ова што го гледам. Знам веќе не е фактор у коалицијата на ВМРО. За можеби ради знам ќе има некоја реконструкција, ќе им го земат правда министерот, па кој што знам договорени се да се претопат со две пратенички места у добитни комбинации. Кој да се претопи од знам во ВМРО да помине? Да идат како на една изборна листа, меѓутоа мој став личен е дека избори не требаат предвремени, бидејќи е преголема беда у држава да се стаи на трошок. Има најавуваат и нови задолжувања. Мислам дека не треба баш предвремени избори да има, ама ќе има 100%. Добро, беше вашиот став? Зашто? Па, За предвремени? дали се движиме во таа насока, бидејќи одеднаш од пред некој месец излезе темата брзи избори, потоа премиерот се доближнуваше. Филипче кажа дека се подготвени во секој време. Деновиве слушнавме дека имаат и фонд. Добро, опозицијската, за секоја опозицијска партија веројатно е добро да има избори, бидејќи ќе си ги одмерат силите. Да, мислам дека тоа е најлошото што може да му се случи на СДС во овој момент, бидејќи нешто нема да имаат 18, колку има сега или 19? 9. Ке нема да имаат 15 пратеници во собранието. 18 Па сега не знам колку има, затоа се говори. Мислам дека 18, но нека ми изминат ако грешам. Мислам дека СДСМ ќе продолжи да паѓа, но Филипче како председател на таа партија не е во позиција да каже ние кога сте слушнали некоја партија да каже ние не сме подготвени за избори. Кога? Тоа нема да го слушнете. Сите тие велат да, ние сме во овој момент подготвени избори. Да, можеби во овој момент во кондиција се дуи, се согласувам. Па и веќе Не, во кондиција се дуи, но тие тоа го работат цело време. Они се на терен, но... Тие се на терен си го работат. Не мислам дека се многу појаки, ако воопшто се појаки од Влен, не мислам, може грешам, но јас лично не мислам. И се разбира дека ВМРО ги има сите елементи, сите инструменти да биде веднаш да Но добро, дали токму оваа ситуација со уставните измени да знаеме на што сме, да одлучат граѓаните, ќе биде еден вид референдум кој е тоа. Не може оваа ситуација да биде искористена како тригер, како наратив за избори. Како не го сваќате тоа? Ама, значи, уморни сме секој ден да слушаме на пресови дека треба уставни измени да има. Значи треба да знаеме еднаш ќе има или ќе нема. И да се завртиме на некои тука медиумите и прават некаква контрауслуга практично и на партиите и на граѓаните. Бидејќи 5 дена поред да го пренесувате или да го пренесуваат Филипче, со тоа што ги бугарите мора да бидат конста. Бугарите мора, ако не дај да распишеме референдум. Ало, оваа држава има многу посериозни проблеми. Од тоа дали бугарите
како поранешни... Јас сум на тој став. Молам? Така е, и мене тоа Апсолутно е така. Ама чекајте, и сигомаштијата у држава и корупцијата него. Да бидеме реални до крај. Каков е тој однос? Мислам дека има и За комисии. СДС единствениот проблем се бугарите устав. Што е тоа? Добро, кај нас очигледно се доживува многу страшно тоа да ме како кажеме не во моментов не сме подготвени бидејќи знам пред некоја година кога беше Исланд кажа благодарам ние сега не би сакале да почнеме да преговараме Ама со тоа е Европската норма. унија. Во меѓувреме мислам сменија меѓутоа се одважија кажа не знам сега кај нас не, како добро, ќе се не сме во иста позиција и не сме евра. Кај нас се плата 400 евра, така. Да, за минималната зборува. Не сме во иста позиција, согласувам, тоа е така. Острво буквално 350 или 400 или жители, небитно. Богата острво не е спорно. Тие можат, но не е суштината во тоа. Суштината е во тоа како се однесувате вие кон нечии барања и ултиматуми. Ако тука не можете да покажете достоинство, и да кажете, чекајте луѓе. Па затоа ова е работа. Да имаме тимови што... Так, па затоа велам и јас, Гелетановски, дека ова во овој момент не го сметам за врвен приоритет на оваа држава. Прашањето за бугарите на уставот. Чекајте бе луѓе. Дали се работи за почеток на преговори, тоа тоа не е гледам услово. прашањето за бугарите. Приоритет е влез на Македонија во ЕУ, Бишеваc. И тоа е нешто што ќе се случи. Само не смее да биде како капитулација. И погубно, така е, погубно за оние чии идентитет се атакува луѓе. Како тоа не го разбирате? И на Галетановски дека за идентитетски прашања. А дека имаме огромни, големи проблеми, да. И кои треба итно да се решава, да. И тука треба владата да покаже и идеи, и визија, и акции, и така натаму. Според мене, тука опозицијата треба да помогне. Според мене, бугарите нека си толкуваат Гоце Делчев дека бил нивни. Нас не интересира тоа. Колку они што не збореле, па сега дали. Нас не е битно да ги задржиме учебниците, децата да учат нормално како била нашата историја. Добро, но тоа стои во протокол 2, така нека да... Нека стои да не се измрдува од тоа. Тоа, веруете, е најбитното нешто. Тоа, кога смена, ништо Добро, не. има иницијатива и до Уставниот суд кај нас да видиме дали тие нешто ќе И сметат. да се придржуваат комисиите што преговараат на тоа и мислам дека ќе истераат работата. Мада јасно кажа дека петок ќе кажат од Црна Гора. И второ што е најбитно, оваа држава има многу поише проблеми. Многу народот више не може да преживее со една просечна плата, отиде све, плаќаме праски 700 денара, системот ни е гнил. Не е ова прв приоритет, јас сум на тој став. И да видиме дока чести ваквата состојба не е резултат само на владењето на оваа влада. Ја не реков тоа. Добро, еве, ама да појасниме. Добро, ама тоа е резултат на владењето во овие изминати 35 години, така е. години. Зато се потребни тие промени прво во политиките, во луѓето кои ги спроведуваат, во односот на политичарите кон сопствената држава и кон сопствените граѓани. Кога ќе одговараш пред ЕУ суд и пред ЕУ овакво, нема да Да, би сакал кога веќе го спомнавте корупцијата. Немојте така. Еве Бугарија не спроведува 14-15 одлуки на најстарото европско тело. Па ништо. Како беше после пресудата на судот во Хаг? Тоа си е посебна постапка. Ние сме посебна заедница и кај нас е важна одлуката на земјите членки. Значи, ни Европската унија не го почитува владењето на правото. Не ја почитува одлуката, со која Македонија го доби правото да си го задржи името. Да, сега се повикува на меѓународно право, малку се тоа е целата работа, да бидеме докрај честни и искрени. Мораме европските вредности. Тоа што го збори Мерц да може да нема такви вета од една држава, да овако. Тоа се согласувам со вас. Галетановски, што очекувате доколку има избори, како ќе дали СДСМ после неуспех што го доживеа во Скопје, особено на локалните избори, вие тогаш како претседател на градската организација на СДСМ доблесно си дадовте оставка. Очекувате дека партијата би се консолидирала на едни предвремени избори, да има подобар резултат, апропо позициите што ги држи, а и во однос на тоа дека одредени информации во јавноста дека има одредени тензии, бранувања, не знам да кажам дали се тоа фракционерски битки и така натаму. Еден поранешен градоначалник беше исклучен, или зборувам за Шилегов, беше исклучен од партијата, бидејќи меѓусебно се обвинуваа кој соработувал или не соработувал со власта. Малце беше нелогично тоа што се случи. До сега мислам дека немало такви примери на исклучување или имало во изминатиот период, поправете ме. Што очекувате реално? Прашањето ми е Максим Димитриевски мислам дека беше исклучен од страна на Заев.
се формираше партија. Очекувате ли дека СДСМ ќе се консолидира и дека ќе има подобар резултат на предвремени избори и во однос на тоа дали владата пак ги испорачала ветувањата? Видете, владата не ги испорача ветувањата што ги вети 2024-та. СДСМ ги изгуби тие избори и следуваше тежок период кога да страдаше од некоја автоимуна болест од членството свое. Имаше дел од членството што беше љуто на поранешни одлуки, како што беа граѓаните. Заради францускиот предлог, еве конкретно ве прашам, дали тоа беше Не, главното? повеќе беа љути на неспроведување на ветувањата? на правдата. Судиите од времето на Гордана Јанкуловска продолжија да тераат и во владење на СДСМ, како што продолжуваат и сега да владеат. И се створи некоја апатија, што мало беше растојанието од 24-та до локалните последни. Јас си дадов оставка, да, како секој нормален човек што би си дал после таков резултат. Мислам дека не е ништо страшно тоа. После мене си дадоа и другите функционери. Реално очекувате ли дека вашиот кандидат господјата Каја Шукова нема да влезе во втор круг во Не, Скопје? не очекував дека ќе влезе. Не очекував дека нема да влезе, но имаше некои грешки во штабското работење, нејзина слаба промоција. И како што кажав, мало временски период за да се консолидира членство и све, и се случи тоа што се случи. Мислам дека партијата сега после толку време е во подобра кондиција и Дали се смирија тие бренувања во Па, партијата, видите, дека имаше одредени нели платформи се најавуваа дека се бараше смена на раководството, Јас оставки како и така поединец сум натаму? против тие платформи и против тие фракции. За мене најважно е сите да видат заедно, да седнат на маса и како луѓе да се договорат. Не го поддржувам тоа нови платформи, па коалиции предизборни, постизборни, или нека седнат, нека се договорат да искочат сите заедно на избори, како што треба, или тоа, според мене, не носи успех такви нови платформи, така да ќе видиме. Здравје, Само едно Боже. прашање. Имавте дадено, не знам, за некој медиум, дека пред да си дадете оставка, мислам, вие самиот се повлековте од директор на Зоолошката градина или ја грешам? Од Зоолошка градина? Зоолошка градина си дадов оставка, Да. имав уште една година мандат. Така. Меѓутоа, во тој контекст имавте дадено изјава во медиумите дека ви било понудено од коалициски партнер во власта да смените партијата и да останете директор. Ми беше. Ќе кажете Не, кого? ми беше, тоа беше по пред тоа јас си дадов оставка кога дојде Данела градоначалник. Да. Мене ми беше понудено од коалициски партнер на власта да преминам во друга партија и да ми дадат директорско откриете место. кај кого? Не. Добро. Нека остане енигма. Истото Мислам прашање. има сведоци живи за тоа што може да посведам, а не можам да ги именувам. Да. Околу предвремените избори, што очекувате, дали тоа ќе бидат, дали ВМРО-ДПМН ќе го повтори резултатот од претходните ако се случат предвремени избори, го прашав и Галетановски околу очекувањата, дали СДСМ ќе се консолидира и дали влада ги исполнила очекувањата, еве истото и за вас, како Само прашање. ќе ме разберете, неблагодарно јас да зборувам за СДСМ од позиција на Не, за председател на СДСМ друга ве прашувам за влада. Не, за ВМРО-ДПМН за ве председател од председател на друга политичка партија, но можам да коментирам она што се бидејќи е таа најголемата опозицијска партија и во однос на тоа што треба да представува во државата, секако можам да коментирам и треба да се коментира. Тоа не е спорно. Не мислам дека СДСМ и како опозиција е на добар пат. Мислам дека пропуштаат сериозна прилика да покажат дека се поинакви од веќе стекнатиот печаток, дека тие се продолжение на едно владење кое мислам дека ќе биде темна точка во историјата на Република Македонија. Тука мислам на Заев, да не ме разберете. Дали ВМРО-ДПМН може да се надева на истите резултати? ВМРО-ДПМН според анкетите може, но во реалност јас мислам дека одредено благо разочарување поради големите очекувања може да влие на изборниот резултат, но бидејќи СДСМ е толку слаба што практично веќе не е сериозен противник. Добро, но има други таа партии, разлика не нема само други партии. СДСМ. Верувајте, нема други партии. Левица има. Јас ги Океј. гледав на NDI анкетите, поморам далеко е од резултатот последен. Па, ако ме слушате, сега мислам дека од прилика збориме исто. Но дека разликата у пратеници ќе биде сериозно поинаква, не.
мислам дека таа Па физички е неможно да биде, кој што кажувате ви. може физички многу полесно. Знаме мртва партија, умрела Според работа. системот може. Ама знам не постои. Знаете вие дека е статистичка грешка. Значи кај кидат тие гласови? Кај на левица више не им праја Ако ме отвори. прашувате, знам ќе ви кажам, но сега збориме за овие две. Правиме муабет кај ќе отидат гласови. окей. Но мислам дека ВМРО-ДПМН ќе биде околу границата која има сега, дали два повеќе или помалку, небитно. Во суштина нема да се смени. Дали има некоја посериозна алтернатива? Прашањето во кое што може Не, за жал во оваа држава нема Па посериозна. добро, сега збориме за година дена од сега. Да, бе, тоа е, окей, има шанси и за промени, за подобрување, се разбира, но јас ако мислам дека еве сега ќе си дозволам да дадам и совет. Мислам дека СДСМ мора да го смени наративот. Огромно мнозинство во оваа држава ја сака Европската унија. И тоа е официјален Тоа сакате став. преска да ви го кажам. Тоа е официјален став на сите граѓани на оваа држава. Дека е Од желба на- 91-а, така? Тоа сакав да ви. Но, анкетите велат вака. Сега повторно расположението за членство расте. Но во второто прашање, дали тоа значи Подразбира дека прифаќање на ова што го барат бугарите, огромно мнозинство вели не. Тоа значи дека луѓето се свесни и знаат што ќе се случи доколку ултиматумите јас ќе ги наречам ултиматум, бидејќи си е на вистина се ултиматум, Не сме ги видели. се знаат. Знаат ако тоа не сме да се прифати, тоа не сме да се разговара. Не сме да се разговара. Тоа е мој личен став. Еве ако сакате. Да, би сакала Апсолутно мој во личен овој став. контекст И мислам дека оваа влада, доколку продолжи ваквата политика на Бугарија, треба да почне да размислува, да искористи клаузулата од договорот за добрососедство и пријателство со Бугарија за Да го раскине напуштање на договорот во рок од една година. Тоа е врската која треба да направи Македонија, заради блокада, ако бидејќи договорот е брутално прекршен од Бугарија. Па тогаш почнува се од почеток. Нека почне. Каретановски, нека почне. ама Нека тогаш почне, сигурно ама нека остануваме почне. последни. Ама преска се договоривме. Или се разбрахме дека да, не е спорно европскиот пат, но клучната задача во овој момент е нешто друго. Ајде, бидејќи имам уште помалку од 3 минути, многу кратко, цело време зборуваше и нафрлаше и Галетановски околу корупцијата, дека немаме некои видливи резултати. Лидерот на СДСМ, еден од постулатите на програмата што ја најави, ќе биде антикорупцијскиот закон. Реално, што би сменил еден антикорупцијски закон, бидејќи ние имаме доволно закони во Македонија и самиот кажавте дека не ни се розови ситуациите во судството, а претпоставувам Како да ни се розови, гледате што се случува. Луѓе осудени за тешки дела им паѓаат делата. Луѓе што се у бегство ви се Зошто е тоа враќаат така, според вас? наочари со дали е во тежна јакна. прашање политички притисоци, некакви други влијанија или Па зашто се работи? Све се тоа статуци од судството. Враќање на долгови. Тоа во европски судови го нема, не постои. Јас за тоа сакам Чиви да кажам. долгови? Меѓу Па, тие што ги поставиле. Аха. Затоа што ние немаме независно судство од држава. Човек што не сакајќи удрил, направил сообраќајка, лежи 4 години затвор. Човек што убил дали жена, дали силувал и дали украл, наместил тендер 150 милиона евра, го признава дело и му даваат условно. На судија, знаете за кој зборам, му наоѓаат дома 600.000 евра. 350 Во зидот 350. Дечкото признава дело, домашен притвор му даваат. Значи, Да. не Еден бива вице-премиер се врати, реши да се врати во Македонија. Ама видовте пред некој како ден се има врати. постапка, да, добро. Значи, тоа е договорено класично. Да, само една реченица можете да кажете ако сакате. Не, Морам да воопшто кажам. не е. Се согласувам дека после образованието, втората работа што треба да се заврши Образованието експресно, е па друга тема, пострашна. втората работа што треба да се заврши е правосудниот систем. И тоа подразбира апсолутно Ветинг или- темелен ветинг на сите обвинители и судии. Под мониторинг странски. Апсолутно. Не мора. Луѓе, белки сме доволно држава дека можеме сами. Па добро, тоа партиите го ветуваат, еве нека испорачаат, ви Ама благодарам не е многу. работава веќе на немаме ветување. време, Веќе немаме не е време работава на ради ветување, тоа програмското мора шема. да се направи.
Во нека следна прилика би сакала повеќе да говориме на ова прашање. Галетановски СДСМ Бишевац Бошњачка народна партија, ви благодарам и вам, почитувани што вечерва бевте со нас. Пријатно.